Затворите вратите. Добро вечер. Како што најавивме денеска, ние како граѓанско движење на ромите одлучивме да организираме една средба во живо со лицата кои беа жртви на полициската бруталност која се случи пред 2 дена. Ние денес го добивме видеото од наши активисти од Битола и веднаш го објавивме на интернет, при што следеше масовна реакција и ширење на граѓаните, но и неколку телефонски јавувања во врска од страна на медиумите во врска за да се дознаат фактите што се случиле. Од тоа што може да заклучиме јасно од видеото е дека всушност представува полициска бруталност која што досега која што досега не сме забележали и јасно се гледа од видеата дека всушност полицијата, тоест сообраќајната полиција, ги пречекорила нивните дозволи. Со нас се тука денес и жртвите кои што беа во нападот и тука понатаму од разговор ќе го преземе мојот колега Елвис Шачири за да ги опознаеме фактите кои што беа, како се одвиваше целиот настан и какви чекори понатаму ќе планираат да се предвидат. Благодарам, Алберт. Вака, значи, со оглед на тоа дека денес видеото кое што беше споделено од наша страна најде на револт, сите нас, навистина се ужаснати од бруталноста, која што, за жал, овој пат се случи во центар Битола, затоа што сме свесни дека претходно истото се случувало во затворени простории во полициските станици, меѓутоа овој пат сообраќајната полиција се дрзна тоа да го направи на отворено. Мислам дека ова е пример кој што треба Министерството за внатрешни работи веднаш да го расветли и да служи како пример за полициските службеници како треба да постапуваат. Јас нема да навлегувам многу во детали, затоа што цел ден денес сум во комуникација со жртвите и со медиумите и тука со оглед на тоа дека имаше голема заинтересираност за овој случај, јас би дал збор сега на жртвите да кажат што точно се случило, за да може министрите, премиерот, новинарите да дознаат што навистина се случило. Нешто што мене ме загрижува и би го повикал тука, би ги повикал жртвите да кажат исто така покрај полициската бруталност, да кажат и за односот на медицинскиот персонал во изминатите 2 дена. Овој случај се случи пред 2 дена и излегува во јавност денес. Така да не било снимено ова видео, најверојатно овој случај би останал скриен како и многите случаи. Јас само би напоменал дека за жал жртвите се уште немаат обезбедено медицинска документација за нападите, бидејќи истите се одбиени од страна на болницата во Битола да бидат прегледани за да може да им се констатираат повредите. Од тука би ги поканил кој сака да почне прв да го објасни целиот настан, што точно се е случило, каков бил односот на полицајците во однос на нивното држање до 5 сабајле на полицајската станица, односот на медицинскиот персонал и така натаму и активности кои што ги преземале во натамошниот период. Добро вечер. Ние имавме сообраќајка, бевме малце напиени, да си кажеме, идевме од пиени, роден ден правевме. И нејденето одмаравме во Бандера. И кој излегваме од колата излагаме и полицајците одма почна да вала на нас.
Ни 5, ни 6. Не видеа дали сме живи, дали сме... А ни помогнаја, ни ништо. Само одма, само што излеговме и одма, бам, нема. Од видеото се гледаше само едното лице кое што е тепано, меѓутоа не знам колку гледачите забележаа дека пред хаубата, пред полициското возило беше тепано уште едно лице, не знам кој беше. Вие бевте така? Вас ве тепаа така пред полициското? Да, мене ме тепаа. Добро вечер, јас сум Сафет Велиовски и сакам да кажам на јавност се. Значи, овие другари со татко и син беа во шок. И другарчето, овој Срки Раповски, беше и во шок. Значи, јас бев маце постабилен. Значи, ојдев јас да му дам помош на мојот другарче на Фикри и на татко му, едноставно тие дојде полицијата и станува, јас му отворам, му одам на другарчето Фикри, дали си добар? Добар сум, рече, добар. Одам на другиот, на третиот. Меѓутоа, тие станаја мислеки дека ние носиме нешто. Тие почнаа да мава со предмети, со тупаници, со се. Меѓутоа не знаевме што да правиме, ние дека избегавме од лопатата од гробарите, ние влегваме на друг гробар што сакаат тие да не закопа повтор. Повтор што сакаат ние да не закопа. Ние избегавме од едниот гробар од лопатата, значи ние што го направивме инцидентот го направивме. Значи тој требаше да поступи како надлежен полицаец, да не задржи. Имате мртви, немате мртви, значи све со добро требаше да се прифати тоа. Според како идејата што вие направите сообраќајка, секој прави сообраќајка, Праваме ние сообраќајката, значи манавме што манавме. Во бандера манавме. А ние, тие требаше да ни дадат нас помош. Помош да ни да, а не тие да почнува со да мава со оно тоа. Може ли да ни кажете од кога ве претепаа? Ве брзеа во полициска станица, така? Мојот другар Фикет и таткото Невзат ги приведеа во полицијата. Ние тројцата бевме во болницата. Од мене анкарата ми ја скинаја. Еве, не знам дали можете да заприметите. Сакав јас да слимам, кај што ги тепа моите другари. Ама не сум сликал, сум слимал, туку сум мал на слика. Ама ме видете сообраќаец од мене дека слимам, слика, али слимам било како, ми го зема телефонот, ме мава 2-3 тупаници, ми ја кини анкарата. Вие може да ги препознаете полициските служители? Да, ги знаеме, сигурно ги знаеме. Значи може да ни кажете сите што повреди имате? Јас имам од аркадата, значи и колку ми е повреден и грбот. Так. А другите имаат проблем со вратот, така и скршена рака. Добро вечер, јас сум Срки Рапов Битова, повреден од неваспитаната полиција од Битова. Во ред, може да ни кажете малку поише околу задржувањето во полициска станица, какво беше третирањето? Едноставно, кога се вративме од болница ние, дојдевме да ги бараме другарите веќе беа притворени. Так. Плюс таму не тепаја во полициската станица. Тие беа малтретирани. Кога ојдовме јас и мојот другар, Сафет, кога ојдовме полиција, така беа вулгарни, настроени пред вратата на полицијата, што да не смени мрава да влези натре. Значи, никаков услов немаше. Вода побара, вода не доби. А дали ви издадува медицинска документација? Ја имам медицинска документација, имам и цедиња, имам исто сите документи
Другите имаат? Јас имам исто, Невзат има. Другаро немал ти бидејќи беше притворен таму и немаше Ми дој сега таму, ми дој сега за немаше лекар и таму само му дој сега лекар само да ме испита крвта. А јас ојдев да се жалам во натрешни за дека сум тепа лице надлежно полицаец, тие ми река оди бегај, ти избега од лопата, од гробарот ми вели. Аха. Поред. Добро, нешто друго да кажете за случајот, нешто што мислите дека треба да јавноста да го знае? Јавно И полиција натрека вепне, мислам, во станицата. И таму многу не тепаја. Само што беговне одма. А ви објаснија зошто ве тепаат? Од ништо, таму само што влеговне. Да ви имам ѓупче да ви не вели. Така, значи. Горец, значи, јас колку што знам денес, затоа што Министерството за внатрешни работи е покрена постапка, значи после 3 дена откако се обелодени, полицијата сега ги вика лицата да дадат изјава. За жал, ете, предходно отишле да пријават во сектор за внатрешни работи, меѓутоа истите биле одбиени да дадат било каква изјава. Тоа говори за односот на полицијата кон оштетените лица. Инаку ние како иницијатива сме спремни да ги покриеме, да помогнеме и да покриеме сите трошоци во однос на медицинска документација и адвокат. Веќе лицата добија адвокат затоа што денес разговарав со сирома, немаме од каде што зато тие не тепа што немаме ние да се жалиме, знајте. Јас се надевам дека овој случај ќе биде позитивно решен и дека Министерството за внатрешни работи ќе ги преземе сите потребни действија во однос на санкционирање на сите службеници. Туката цела не можам леп да јадам. Така. Имате ли медицински белешки за ова? На доктор да ги проверите, имате документација? За медицински белешки платив и во рентгено и во ургентното таму, ниту ми спомнаја дека треба да добијам фискална сметка, ниту ми дадоа. А ви дадоа документ, нешто каде што ви се констатираат, каде што ви се утврдуваат повредите? Да, имам Да, документи, имаме имам. снимки само. Имаме Имам потврда документи, за имам сите документи, плюс тоа, јас сум шеќераш, со 9 стентои сум, онај стрес што го добив јас, нека ја знае јавноста, затоа што денес мене ми се случи, утре може на некој братчет, било кој од ромите може нему да му се случи. Неува работа ова. А и плюс тоа, не нарекоа фамилија Пола, како беше онам Пола презимето? Алендар. Пола Талендар, не знам како не нарекоа. А додека бевте во полиција, ви пружија некаква медицинска помош? Никој од полицијата. Уште макар си правеја натре заебанци, се уживljavaја со нас, како да сме стока. Вода му порачав да ми дојдат, тие ми рекоа ето го автомато за кафе. А до колку саат ве држеа во полициска станица? До 5 сато савајле. Горет, фала, предпоставувам повреден.
Адвокатот утре ќе дојде и може да му ги приложите сите документи. Знам дека ова е стресен момент за вас повторно да зборувате за оваа состојба. Меѓутоа, ние како иницијатива и цела ромска заедница и невладините организации од Битола стоиме позади вас. Во текот на наредните денови ќе превземеме конкретни активности. Јас ви благодарам што го споделивте, што ја споделивте вистината за тоа што точно се случи, затоа што излегува неколку верзии на социјалните мрежи. Уште еднаш ви благодарам, и остануваме во контакт. Јас ќе останам со вас во контакт за наредните денови да видиме што ќе се случи. Вака, значи јас тука само би сакал да додадам дека во наредните денови ние планираме и протест како знак против полициска бруталност. Ја повикувам ромската заедница, невладините организации и останати да се приклучат кон тој протест, за да покажеме дека ваквите случаи не смеат да се повторат, затоа што пред 2 месеци исто имаше полициска бруталност врз друго лице, припадник на ромската заедница. Мислам, полициската бруталност не смее да се случува кон ниту еден, значи да нема етнички презнак, не смее да се случува, затоа што таа едноставно е забранета. Јас тука само би нафрлил неколку клучни поенти, а тоа е односот на полициските службеници, дека се прекршени сите процедури и во однос на нивното постапување и во нивното изживување, така наречено врз жртвите, така да мислам дека овој случај треба да служи како поука на сите нас, дека треба да се спротивставиме. Среќа е што ова видео било снимено од некого и беше споделено, и овој случај нема да остане скриен, затоа што доколку не се појавеше, нема, лицата се игнорирани од институциите, пробале да го пријават во сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, биле одбиени, така да ние во наредните неколку дена, заедно со Хелсиншкиот комитет и останати засегнати страни, ќе го застапуваме овој случај за целосно решавање. Јас нема што да должам, Алберт, ако евентуално нешто сака да каже по овој случај. Па јас само би додал дека полициските службеници треба најстрого да се казнат не само дисциплински мерки, туку и кривично да одговараат за овој чин, затоа што оправдувањето или неказнувањето на вакви случаи сушност го оправдува ова и сме сведоци дека се појавува во зачестени појави, особено кон ромската заедница. Битно е дека во овие процеси треба сите заедно да настапиме без разлика на политичка припадност, без разлика на етничка припадност, затоа што ова денеска кому се случува на некој ром, може утре да му се случи на некој од останатите етнички заедници, и битно е процесот да се тера до крај и да имаме разрешница која што ќе покаже пример дека полицијата не сме да ги прави овие работи. Ние накратко само се вклучивме денеска за да го слушнеме сведоштвото од жртвите, како што каже Елвис во натамошниот период, ние ќе го застапуваме овој случај, ќе бидеме во постојана комуникација за да добиеме направна разрешница, меѓутоа мора да упатиме една јасна порака преку протестот кој што го планираме, бидејќи ваквите случаи не смеат да се повторат понатаму во иднина. Ви благодарам на сите, очекуваме ваша поддршка во целиот процес и можеме единствено да постигнеме значајни резултати само доколку заеднички се организираме и доколку заеднички делуваме. Ви благодариме и остануваме во контакт.